Како што беше најавено, од денеска официјално започна уписот на праводеленците во основните училишта во Кочани. Родителите на покана од училиштето во закажаниот термин ги носеа дечињата во училиштето на упис, со што ги доставуваат и потребните документи. Во основното училиште Свети Кирил и Методи, учебната 2022-2023 година, се очекува да бидат запишани 130 правооделенци, од кои 100 во централното училиште, останатите во подрачните училишта во населените места, информираше директорот Даниел Кралев. Денес 4.5.2022 година и официјално започна уписот на овогодинешните правачиња во основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. Според Законот за основно образование, оваа година овогодинешни обврзници се дечињата кои што се родени во текот на 2016 година. Меѓутоа, исто така право на упис во прво оделение оваа година остваруваат и учениците, односно дечињата кои што се родени во текот на месец јануари 2017 година, но за овие ученици родителите ќе треба да поднесат писмено барање до училиштето и понатаму тоа писмено барање ќе биде разгледано од страна на училишниот педагог и психолог и подавање на мислење од страна на училишниот педагог и психолог, и овие дечиња исто така можат да бидат запишени како идни правачиња во учебната 2022-2023 година. Според податоците кои што ги имаме добиено од надлежните служби, оваа година во основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани треба да се запишат 120 правачиња. Од овие 120 правачиња, 104 правачиња треба да бидат запишани во Централното училиште во Кочани, 11 правачиња треба да бидат запишани во Подрачното училиште во село Горни Подлог и 5 правачиња треба да бидат запишани во Подрачното училиште во село Бели. Запишувањето на правачињата во оваа учебна година, односно за следната учебна година, го врши 3-члена комисија, која што е составена од педагог, дефектолог, односно специјален едукатор и рехабилитатор во училиштето и оделенски наставник кој следната година ќе предава во прво оделение. Освен тоа што родителите треба да го донесат детето на разговор со комисијата која што е задолжена за упис на правачиња, родителите при запишувањето на нивното дете во основно образование, односно во училиштето, треба да приложат и одредена документација, а тоа е извод од матична книга на родени за детенцето, понатаму уверение за државјанство за детенцето, лична карта од еден од родителите и соодветни потврди за редовно примени вакцини, за офталмолошки преглед, за стоматолошки преглед, кои што се издадени од верифицирана здравствена установа. Тоа се условите кои што треба да ги исполнуваат, учениците, односно овогодинешните обврзници, за да можат да бидат запишани, како редовни ученици во учебната 2022-2023 година. Инаку оваа година, исто како и минатата, бројот на правооделенци согласно списокот од МВР е околу 350, кои се распоредени по реони во основните училишта во општината.